Избори, ахтие избори, тоа е во Македонија веројатно еден од рефрените што можеби некој од музичките композитори би можел да направи една своевидна рапсодија на македонската и твиштина. Што туку заврши разговорот со генсекот на СДСМ Николовски, започнувам разговор со генералниот секретар на ВМРО ДПМН Игор Јануше. Добро утро. Или добар ден, зависи како ви. Ако сте... Добро утро, веќе благодарам на поканата. Не должиме многу. Веднаш да ви интерпретирам, зашто можеби не сте чуле, професорот Шкарич, неспорниот авторитет за уставно право, за утрински брифинг изјави дека Уставниот суд би можел да ги прогласи за ништовни изборите ако не се одржат според правилото дека по завршувањето на вонената состојба ден после тоа течат роковите за изборите. Што е вашиот став или би рекол условно кога според вас избори се неопходни, имајќи ги овие сите претпоставки што и Шкарич, не зборувам сега Николовски, тоа е после ќе го коментирам. Па всушност тоа што Шкарик во право сте, не сум успел да ја слушнам неговата изјава, но по ова што вие сега го кажавте, оди во насока на тоа што и ние го имаме, односно јас лично пред се го имам како мислење, дека дефинитивно роковите почнуваат, односно продолжуваат да течат во оној момент кога ќе престане вонредната состојба. Она што успеав да го слушнам од господинот Николовски пред малку е небулозното тврдење, односно претпоставувам недоволното разбирање или недоволното спремност и едноставно читање на она што е уредено со законот во однос на самите рокови, во однос на што е тоа што е пропишено со изборниот законник и колку е всушност времето потребно за да се организираат таквите избори. Де факто со уредбата која што ја донесе владата се прекина, односно се стопира изборните дејствија. Впрочем, се она што беше превземено и завршено како дејствие, значи де факто е стопирано во тој момент и бидејќи е завршено, истото ќе важи кога и да продолжат изборите, но се она што е останато како незавршено дејствие мора да продолжи, односно за дел од действијата да се повторат значи, самите тоа се само постапки. два клучни работи. И прочистување на избирачкиот список и обука, односно подготовки на избирачките одбори. Тоа два Шомовски и избор всушност на избирачките одбори, бидејќи избор на избирачките и луѓе денот на изборите. Да, и мора да се утврди со нов акт или со измена на постоечкиот акт денот на изборите. Тоа значи дека ДИК ги диктира условите. Ако ДИК Не. Ако од ДИК зависи се, зошто вие политичките водства калкулирате и и надавате кој ден и каков датум? Видете, не зависат од ДИК во однос на определувањето на роковите, бидејќи истите, односно роковите се определени со изборниот законник. Истото прашање кое што сега вие го наметнувате, го имаме и ние, истото го собидовме вчера и на лидерската средба да го расчистиме. Зошто? Поради тоа што на првата лидерска средба, минатата недела во вторникот, како нели заклучоци знаете сите, меѓу другото беше да се побара и од ДИК, да се произнесе во однос на тоа што се треба ДИК да произнесе. Ова е мислењето од ДИК, меѓу другите работи, значи наведува кои изборни дејствија со рокови треба да се превземат, бидејќи за дел од дејствијата е пропишан од 1 до 3 дена, во рок од 5 дена, во рок од 15 дена. Минималниот рок, значи по утврдувањето на датумот за изборите, кои што може да се организираат е 35 дена, максималниот околу 50 на дена. Од друга страна, значи многу јасно и прецизно, ДИК всушност своето мислење, ова не е мислење на председателот или на некој член на ДИК, ова е мислење на сите членови на ДИК. Всушност и изминативе денови видовме неколку од нив исто така по телевизиите, односно по медиумите во Република Македонија како го потврдуваат тоа. Што велат на крај? Вика, на крајот ви укажуваме дека согласно погоре изнесеното е невозможно да се организира гласањето во преостанатиот рок од 22 дена. Значи, јасно и прецизно луѓето кажуваат дека 22 дена е невозможно да ги запазат законските рокови. Од друга страна, сите рокови исто така, значи врз основа на ова што се повикуваат, се дефинирани со изборниот законник
СДСМ го знаат тоа и велат не ќе одиме на избори до крајот на јуни. Значи, всушност што велат? Ќе ги прекршиме законите, ама додиме на избори на крајот на јуни. Се друго е небитно. Значи, распишани се изборите, актот на Џафери е на маса, по тој акт настапува ДИК. Тие активности се замрзнати до моментот откако е прогласена военна состојба и по правило започнуваат да течат, се одмрзнуваат и почнуваат да течат. Јас себе прашувам, без оглед дали е тоа 15 или 35 дена или 50 дена, иако со добра волја, ДИК не живее по стаклено звоно, би можел да ги забрза и никогаш Не може, чом тоа и со бидам да никогаш ти кажам. списоците не биле идеално прочистени, но независно од тоа. Јас ве прашувам како лидер на најголемата опозицијска партија. Кога Не според сум вас... лидер, генерален секретар, благодарам. Може ќе ве промовирам, за тоа на крај ќе ве прашам. Дали ви одговара тоа што ќе го каже ДИК? 15 дена, 20 дена, 25, 50 дена. Дали тој датум ќе го прифатите? Се, значи буквално се што е во насока на примена на законите и онака како што е пропишано со законот, ние немаме никаков проблем. Затоа во сите разговори, во целата комуникација која имавме со јавноста рековме, доколку имаме подобрување на здравствената ситуација, доколку знаеме дека... Чекајте, не ми ги мешајте сега политичките аргументи со правните. Да расчистиме со правните прво. Дали тоа што ДИК ќе го реши, готово е, ќе го прифатите како рок? Ама ДИК го решила? Па решила еве определува дека за условно кажам за 50 дена. Дали тоа ќе го прифатите? Дали таа одлука на ДИК ќе ја прифатите одите на избори? Видете, значи, тоа е минималниот рок. Ме разбирате? Точниот датум треба да биде договорен со консензус помеѓу политичките партии. Она што вчера го видовме на лидерската, освен коалицијата на СДСМ, никој од останатите присутни на лидерската средба, значи не го поддржа предлогот на Заев за избори брзи на крајот на месец јуни за некој месец дена од денеска. Никој. И видете, кога вие никој не ве поддржува... Кој датум вие ќе го прифатите? Видете, ние предложивме 3 датуми. Да. И тие ги знаат. Дали во тоа се вградува и ставот дека тој датум што ќе го предложи ДИК, тој ќе го Ама прифатите? ДИК не предлага датум, тоа со бидам добро да ви дека кажам. е. ДИК ги кажува минималните рокови во кои, само да завршам, во кои може да ги превземе изборните действија. Одредувањето на датумот треба да биде со консензус помеѓу политичките партии и кога ќе се дефинира тој датум, председателот на собранието треба да донесе или ново решение, или измени и дополнување на постоечкото решение, каде што ќе го определи тој датум. Друг начин не постои. Зошто? Во изборниот Тоа закон... значи дека вие целата процедура сака да назад да ја вратите. Значи, ние не го сакаме Ама не, тоа, чекайте, тоа веднага. го бара законот. Зошто? Замрзнати се активностите, не се... Ако ми дозволите, Добро, ајде. како се замрзнати кога датумот беше 12 април. Добро, и рековме дека и речено е со уредбата дека Еве е се уредбата. што е направено до 12 да ја прочитав, таа ја знам. Еве, и значи што е уредбата, пошто не сте во право. Вика член 5. Спроведувањето на изборните действија ќе продолжи од денот на престанокот на водредната состојба. Сите изборни действија кои се преземени согласно одредбите на изборниот законник до денот на стапување на сила на уредбата се сметаат за важечки. Значи се што е завршено е важечко. Добро. Понатаки, се задолжува Државната изборна комисија во рок од 1 ден од денот на престанокот на одредната состојба да објави на својата веб страница ревидиран роковник за продолжување на изборните действија. Значи ова што ви го зборувам. Ова што е направено врз основа на тоа дека изборите ќе бидат на 12 април. Ние, државата, политичките партии мораме да имаме ново решение, без разлика во која форма ќе биде донесено, каде што ќе определи новиот датум. Зошто? Поради тоа што од членот 12 од изборниот законник во ставот 1 пишува актот за распишување на изборите го донесува председателот на собранието и со него се определува денот од кој почнуваат да течат роковите за извршување на изборни действија и најбитно, денот на одржувањето на изборите. Ние мораме да го дефинираме денот кога ќе се одржат изборите. И тоа може да го направи исклучиво председателот на собранието. Точка. Нема толкување.
доволно јасно и прецизно е напишано. Да ставиме таа правна Само да завршам. на Кога правниците. се носеше оваа уредба, Да. опозицијата не беше воопшто известена. За ова разбравме неколку минути пред да започне седницата на влада од нашиот технички министер за внатрешни работи. Председателот Мицковски имаше разговори, како што веќе слушнавте, и со техничкиот премиер Спасовски, и со вице-премиерот Османи. И му кажа дека донесувањето на ваква уредба со овој текст дополнително може да предизвика понатаки политички проблеми. Не ја носете, ќе ја погледнеме, ќе дадеме забелешки, ќе консултираме експерти, дали ќе се донесе истиот ден или ден-два покасно, не менуваше ништо. И Наќет Шулев не гласаше за оваа уредба. Значи, уште тогаш укажавме дека со овој вординг, како што е напишано, може да се предизвикаат проблеми. Но, било како, тоа е завршена работа, навикнати сме да ги гледаме како одат со глава од зид, се што предлагаме да го отфрлаат со индигнација, не ради тоа што не е добро и ради тоа што намерите не ни се добри. Едноставно така функционираат. Од кај се неспособни, уште не сакаат и предлог да рецензирате прифатат. ги СДСМ секогаш и колку сакате. Јас Добро. директно ве прашувам вас. Кој датум за вас е валиден што ќе го определи државната односно ќе се определи врз основа на завршувањето на активноста на државната изборна комисија. ви кажам, Со што ќе влезете на следната средба кај Пендаровски? Ние предложивме вчера 3 датуми. Кој? Крајот на месец август и првата недела во месец Крајот на септември. месец август е 80 дена после роковите што ДИК ги има на располагање. Зошто го пролонгирате до крајот на август? Не би рекол дека е 80 дена, напротив, станува збор за 1 месец плюс, поради тоа што сметаме, врз основа на се што видовме, од страна на експертите, вчера, во текот на вчерашниот и неќинашниот ден, исто така видовме во јавноста дека мислењата на експертите, зборам светски, и пред се препораките на на Светската здравствена организација, се дека вториот пик се очекува со доаѓањето на зимото и дека овој период до зимото треба да се искористи за подготовка со вториот пик. Односно, сметаме дека ризикот по здравието и животот на луѓето во периодот на месец август, односно почетокот на септември, дека ќе биде најмал и меѓу другото што исто така го предложивме, односно го кажавме на лидерската средба, е дека ситуацијата ќе се набљудува каква е, ќе ги гледаме сите работи како ќе се движат, датумот без разлика кога и да се утврди дали ќе биде тоа да завршам во јули, па само што ви кажам. Ама не е тоа така, не е аргумент. Или во август дека ќе набљудуваме состојбата. Што ќе набљудуваме во состојбата? Што? Бројот на заболени, бројот на починати, како ќе се движи целата ситуација. Еве имате актуелната состојба 20 на пример и не знам излечени така натаму. Вие врз основа на таа бројка, условно, апроксимативно, ќе барате пролонгирање комплетно на изборите. Бидејќи здравствената Светската здравствена организација вика тоа е перманентна здравствена состојба со која ние ќе се соочуваме. Хрватска и Словенија, Хрватска и Србија влегуваат во изборен циклус за 20 дена откако уште не е се чисто кај нив. Што е тоа што вас ве носи на бранот што подолго да биде? Не е аргумент здравствената состојба. Зошто јас сакам да ве прашам. Ако ви е тоа аргумент, не да е Боже во тек на пред изборите некоја голема саобраќајна несреќа ќе се случи, да чукнеме дрво, 20-30 мртви, и што ќе правиме? Ќе пролонгираме? Па тоа е состојбата и паралела. Мислам дека споредбата, односно паралелата која да се таа е морбидна, но морам да ве ичистам во однос на пандемијата која што имаме во светски размери со сообраќајна несреќа, мислам дека нити да кажам дека релативизирате, не релативизирам, сакам да ви кажам дека вие викате, особено Мицковски вели, еден болен ако има, тоа не беше воопшто кажано. Ајде еве да препуштам да видам како ќе изгледа до август да биде. Значи видете, првата вонредна состојба кога се прогласи, имавме, ако не се лажам, просек на 6 заболени на ден. Втората вонредна состојба кога се прогласи, имаме негде околу 36 или 7 заболени на ден. Третата вонредна состојба кога се прогласи, имавме, ако не се лажам, нешто помалку од 30 заболени на ден. Последниве неколку дена бројките се движат околу 30. Може да ми кажете што е тоа што се движи на подобро во однос на здравствената состојба кога бројот на заболени во нашата држава не опаѓа, туку напротив
расте. Тоа значи дека сте вие приврзаник на перманентна вонредна состојба? Не сум Па приврзан. еве не тече, еве таа логика значи дека ние ќе влеземе во перманентна вонредна Не состојба. ви вели логиката дека здравствените власти и властите во државата не превземаат доволно во однос на тоа за да се намали бројот на заразени. Јанушев, видете, чекай да ја молам еден момент. Чомовски. Вие со право ја критикувате власта, нели? Тоа е нормална работа, дека недоволно прави, дека не се справуваме. Бројките го кажуваат, не тоа се не го справуваме. измислуваме. Секоја логика покажува дека опозицијата сака што побрзо да дојде на избори тоа да го земе во своји раце, да го регулира. Не е само здравствената состојба. Значи луѓе да ни умираат, да не знаеме како да водиме кампања, додиме со целиот ризик. Еве, ние сме небитни, ќе го превземеме ризикот во однос на тоа да заболиме или не дај Боже да умреме, но треба да ги ризикуваме сите во држава со кои што ќе стапиме во контакт за време на кампањата. Зошто? Ради тоа што Заев проценил дека во јуни ќе изгуби помалце него што ќе изгуби во јули или август или септември. Па тоа е тотално неодговорно и нездраво. Плюс, ако си се договорил дека со консензус ќе ја донесеш одлуката, тогаш која е поентата да уценуваш и да поставуваш ултиматуми, кога сите чинители кои што седат на масата ти викаат дека јуни не сметаат дека е добар термин, од сите овие аргументи кои што јас претходно ги кажам. Јуни не е, јули зошто не е? Ама не дојдовме ни до муавет да се дискутира дали е Вие- јули, дали е август, дали е Вие септември, дали се вие редовни. велите август. Ако стигнеме Ние до август, веќе сметаме- сме во редовни избори. Не, редовните избори се во декември, така да ако видите од август до декември имаме многу дупло повеќе месеци него од јули до август. Така да мислам дека таа теза повторно се обидувате да изрелативизирате и не држи. Значи ставот на Заев земи или остави, значи претпоставам дека може на некое друго место да го прави. Ако си седнал да се договориш со консензус да донесеш одлука, ако имаш таму 5, 6, 7 чинители од кои што ти си единствениот кој што го форсира решението кој што сакаш да го понудиш, сите останати се против тоа, зошто не го прашате Заев или еве сега Николовски, зошто одат со глава од зид? А јас ви кажав пред малку за тоа што нивните политички математики се дека ќе изгубат со помалци, тоа е единствената сламка за спас. И се спремни да воведат државата повторно во политичка криза. Доколку никој од останатите не се согласува со вашиот предлог, вие сте тие кои што треба да размислувате да понудите нешто ново. Ќе изгубат со помалце. Помалце во однос на кој? На комплетно изгубени избори. Во ВМРО ДПМН. Тоа не. Тоа значи дека сте вие победници апсолутно во сите услови. Зошто не одите на избори да бидете победници? Па предмалце ви го дадов да, одговорот. Дали земете... треба да ги жртвуваме сите во Македонија за да имаме побрзи, извинете, што менува месец или два повеќе или помалце, ако имаме услови каде што ефектите од здравственава криза ќе се намалат односно бројот на заболени? Тоа значи дека давате поддршка евентуално на продолжување на рокот на вонредна состојба и на суспендирање на демократијата. Не ве разбирам зошто ги поврзувате двете во едно. Ако е тоа таква драматична состојба и нема подобрување на здравствениот... Ама не гледате дека со ова што го прават сега, значи единствено што се обидувате лажно да представат една слика дека ситуацијата се нормализира. Не се нормализира. Пред некои вчера имавме, ако не се лжам, 26, претходно имавме 30. Последниве денови лесна им земја по 3 луѓе починуваат на ден. Значи не се намалува. Не се намалува. Тоа цело време се обидувам да ви го кажам. Значи првиот елемент во ова што го збориме е здравието и животот на луѓето. Значи нема прекина вонредна состојба. Чомовски, нити полициски час, нити забрана за движење, нити било што друго. Здравствени мерки не зависат од вонредната состојба. Како вашиот министер цело време инсистира дека треба да се укине полицискиот час, да се релативизира вонредната состојба. Ама од друга страна не ме слушате што ви велам. Значи сите тие мерки не зависат од вонредната состојба. И да има и да нема вонредна состојба, значи тие мерки може да се преземаат. Ако изговорот на владата беше за вонредната состојба дека го носат за економски, ја продолжуваат за економските мерки, вчера гледаме дека економските мерки ќе почнат да важат таму од септември, август, септември месец. Нема никаква логика од тоа што е прават. Вчера го гледаме битики како излегува и вика август и септември ќе важи она викенд со ДДВ без ДДВ, не знам,
која им е идејата и што ќе прават, дека ќе биде периодот на август и септември, затоа што тогаш се очекува драстично намалување на бројот на заболени, нормализирање на состојбата. Значи човекот им е председател на Комисија за економија, финансии или што и да е во СДСМ. Зошто го враќате во игра Џафери со тоа дека мора нов рок да пропише со зошто актот? мислите дека го враќаме ние во игра? Па затоа што вие рековте дека Џафери треба да подпише ново решение за датумот на избори. Само ви прочитав што законот вели. Значи не можеме ние кога ни одговара да се повикуваме на законските прописи и под таа парадигма да кажуваме дека ние сме за владење на правото и правна држава, а тогаш кога не ни одговара да се премолчуваме да викам ајде ќе видиме, ќе ги скратиме рокови. Не можеш да ги скратиш роковите, не можеш поинаку ништо да правиш. Законот е јасен. Во законот член 12 став 1 председателот на собранието е тој што го утврдува датумот. Точка. Нема ни простор за толкување, не е напишано двозначно, не е повеќе значно, нема тука некој пропус или нешто. Значи точно јасно е напишано и нема бегање од тоа. Игор Јанушев, гостин во утрески брифинг, откако претходно го чувте и генсекот на СДСМ, Јанушев 3 минути молчам, кажете го сублиматот што е вашиот став кога ќе одите неделава или на почетокот идената кај Пендаровски за изборите и за сиот пакет што произлегува од тоа. Само што го кажав, како што кажавте, 3, 5, 10 минути зборувам Не, и сега ви викате кој е вашиот став. Тоа збориме за тоа што влегувам и јас да помалку да ве провоцирам. Сега не ве провоцирам за да... Значи дадовме 3 датуми. Ајде. Така? Добро. Август, почеток на септември. Во однос на другите политички партии, горе-доле се совпаѓаат предлозите. Значи, сега е на СДСМ да каже што ќе прави. Законот е јасен, процедурата е јасна, роковите се јасни. Минимум знаеме колку треба за да се организираат едни демократски, фер, транспарентни избори онака како што треба. Колку минимум треба? Па по ова што го гледаме, околу 50 на дена. 50 дена е некаде тамо на средина на јули. Зошто во август инсистирате? Па предмалце ви кажав, затоа што сите експерти здравствени велат дека, вклучително и Светска здравствена организација, вчерашната студија која што излезе од лекарите, од експертите во Велика Британија, е дека периодот на август и септември се очекува драстично подобрување на здравствената состојба. Каде? У светот. У светот. Па здравствената состојба во Србија не е драматична како што беше, но не е така полоша од македонската податни избори на крајот. Па не би рекол дека сте во право. Ако ги видите бројот на починати на 1 милион жители, имаме дупло повеќе од Србија. Ако вие сметате дека дупло повеќе не е драматично, јас тука морам да не се согласам со вас. Ако не се лажам, србите имаат негде 25-6 починати на 1 милион, ние имаме 50 или над 50. Па сега видите дали е тоа драстично или не, а при тоа видите колку е поголема од нас Србија. Така да не се согласувам со вас и мислам дека со здравието и со животот на луѓето апсолутно не треба да релативизираме и да си играме со тоа. Иначе само да ве потсетам дека 54 држави во светот во овие неколку месеци имаат одложено избори, од кои што 21 се во Европа. Веќе ако сакаме да даваме нели примери во однос на изборните процеси. Франција уште ги има замрзнато. Франција дури е возможно, ќе видиме како ќе се одвијат, значи да ги одложат и за 2021. Од друга страна, да не ги забораваме и Опси Јодахара. Мисле дека нема да дојат, иако има навестување дека ќе бидат наблюдувачи. Опси Јодахара вели, кажете датум за да ви кажеме во кој обем и колку можеме да пратиме. Значи, нормално, дека ако границите во Европа се затворени до крајот на јуни, и ако Заев инсистира на избори до крајот на јуни, веројатно нема да пратат ни еден или ќе пратат 10-20. А мисијата, она што е предвидено за изборите во Македонија, да има речиси 300. И сега како ќе дојдат тие луѓе? Не ми се чини дека политичкиот опортунитет налага, види, вракот не ошало, што би рекли србите, ова нема ефекти од мерките на владата, се задолжуваат владата, почнуваат... Па да ги дотепаме луѓе, така ли? Почнуваат подкуп. Зошто не го преземате тој ризик да победите и да владеете со сиот тој пакет? Шомовски, станува збор за здрави и живот на луѓе.
Значи јас сум носител во изборната единица 3. 22 општини се. Значи 22 града, илјадници села, стотици села. Значи јас од целиот ризик по мене, без разлика што и да се случи, ќе излезам и ќе отидам таму. А луѓето со кои што ќе се сретнам, како ќе се организира, извинете, гласањето на денот на избори? Сте биле на гласачко место, просториите за гласање се помали од вашето студио. Знаете колку луѓе треба да има внатре? 25 од прилика. Како ќе обезбеди како не реагирате на владиниот протокол за организирање на изборите кој апсолутно тешко ќе може да се реализира? Па како не реагиравме, тоа не е протокол, тоа не личи на ништо. Единствено што имаат препорачано се држи дистанца од метар и пол или 2. Како ќе се држи на избирачко место таа дистанца? Пред се меѓу тие 25 луѓе кои што ќе бидат присутни на самото гласање, колку ќе треба просторија? 200-300 квадрати? 3.500 избирачки места имаме во Македонија. 3.500. Добро, ако дали некој ќе утврдува, тој што ќе оди на гласање, дали е потенцијално носител, односно заразен? Како што велите, СДСМ оди со глава во зид, ако отиде до крај, дали е возможна абстиненција на ВМРО ДПМН? Видете, ова не е квиз па да одговараме со да или со не. Значи, од првата средба кога имавме со Пендаровски, се договоривме сите дека што и да се случува, ќе се случува со консензус. И апсолутно тука мислам дека сите се свесни и дека на крајот на денот ќе има договор за датум на избори. Дали тоа ќе биде нашиот предлог, дали ќе биде порано или покосно, во овој момент воопшто не е битно. Значи, битно е дека согласно ова што е дадено, согласно ова што е пропишано со закон, избори на 21. односно 28. јуни се законски невозможни. Но не сум изненаден, не сме изненадени, впрочем, една, ако треба да се одвои карактеристика што е најбитна за оваа влада на СДСМ и ЗАЕФ е дека секојдневно ги кршат законите и воопшто не им е битно што е пропишано. Всушност и неговиот став вчера беше во смисол, па добро, што има врска, ќе ги скратиме роковите. Не можеш да скратиш нешто што со закон пропишано. Мислам, како да ви кажам, тоа е тотално несериозно и незрело. Не сакам да ве земам на зап што би рекле, па во петок или во сабота или понеделник видам на телефон да видиме зашто се определиле за датумот. Затоа што мислам дека без оглед на критиките и кај вас мора да има висок степен на подготвеност за компромис. Само со тоа можете СДСМ да го опаметите да не оди со глава во зид како што велите. Видете, Чомовски, ако јас и вие се договараме нешто, и ако јас ви кажам дека ќе се договориме, но мора да го прифатиш моето. Добро. Прифаќам. Веројатно ќе треба гледачите, односно граѓаните на Република Македонија да ценат во однос на тоа. Но тоа за жал е фактичката ситуација и она што сум најмногу изненаден е нивното непознавање на законските предизборни прописи. Добро, може они не, ама Шкарич не верувам дека не е авторитет што треба да се подцени кога предупредува, дека треба да го прочитаме внимателно. Дека го предупредува дека Уставниот суд може да ги поништи изборите ако се спротивни и на законската уредба, односно на продолжувањето на Ама истото го изборите. зборуваме, јас на почеток како се ќавате, ви кажав дека апсолутно се согласувам со тој став. Дека тоа е точно. И само дополнив и цитирав што е пропишано со уредбата, што е дадено како мислење од ДИК и она што е најбитно што е пропишано со изборниот законник. А тоа е дека не е возможно во рок од 22 дена по желбата на ЗАЕФ да се спроведат избори. Добро. Игор Јанушев, генсек на ВМРО ДПМН, не ја прашувам за смената на изборниот штаб, зашто за тоа ќе има уште време кога ќе почнат изборните активности. Знам дека имат некаков договор со Мицковски, тоа ќе го соопштиме кога појасно ќе биде во јавноста дека ќе почнат изборните активности. Согласувате? Видете, немам апсолутно никаква дилема, ви кажав и пред емисијата. Единствено одредени луѓе, сакајќи да направат некоја бомбастична сторија, се обидуваат да ги прикажат работите на кои што сакаат да ги прикажат, потидот таму дека
дека јас и претседателот Мицковски не сме од добри односи, па дека ме сменил и слично, што се ова што се случува во изминатиот период само по себе Да го не ви ги демонтира. соопштувам андерграунд вестите и комбинација околу тоа. Па добро ги слушнавме веќе во Добро, дел од благодарам јавноста, Игор но Јанушев, не ви ги генерален коментирам. секретар на ВМРО ДПМН. Ви благодарам за вниманието. Уште еднаш повторувам, прочитате на Слободен печат и на утрински брифинг што рече Шкарич и што изјави генсекот на СДСМ Николовски заедно со изјавата на Јанушев, па вам ви препуштам да компарирате и да ги оценувате политичките и правните аспекти во подготовките на идните избори. Пријатно од мене.